Добар ден, нов старт на неделата, ново издание на Отвореното студио 1. Маратонски сме со вас за 23 часот како и секогаш и како и секој понеделник, и овој се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Ние сме подготвени во овој прв дел на Отвореното студио да ве водиме низ разговорите заедно со нашите гости. Да, денеска ве дружиме во студиото јас и Јана, а некаде после 19 часот ве дружи Сашо Ордановски овде во студиото, но да погледнеме што е оно што ќе го гледаме денеска. За почеток на студиото ќе ги извадиме сите оние впечатливи изјави или парчиња од гостувањата во централните дневници за време на викендот, така ќе слушнеме еден мал дел од разговорот на Јадранка Костова, кој што се надополнува со изјавите токму кои што беа дадени во, барем со една од изјавите кој што беше вчера при гостувањето на министерот за здравство Венко Филипче. Откако ќе се одјавиме во овој прв дел со Јана, ќе стапат првите вести во рамки на студиото, ќе ве дружи колегата Александар Петрески, а по него веднаш ќе слушнете детално временската прогноза со Славчо Поповски. Се враќаме некаде во студиото околу 15:20 часот. Разговараме со Ивана Балабанова, тренер во танцовата школа Беатрикс. Ќе разговараме за нивните успеси, како и за нивните организирани кампови за танци. Една повесела тема пред да преминеме на она што е во фокусот во регионот, на Балканот и во светот со колегата Дејан Андоновиќ. Со Јана се враќаме некаде повторно околу 17 часот. Ќе разговараме со на Конфедерацијата на Сојузот на синдикати за сите они отворени прашања кои што се актуелни деновиве, и потоа ќе преминете на забавниот дел од денешното студио со возење со Вучич, со ексклузив и со Серкеј Варошлија, а во 19 часот, како што напоменав, ќе ве дружи Сашо Ордановски. Првата тема која што ќе работи е меѓународниот ден на ромите, интеграција или продолжена маргинализација. Имено деновиве оваа тема е актуелна, ја работиме во студиото во неколку наврати, но така и е, бидејќи ромите, како еден генерален заклучок, може да кажеме дека се уште се соочуваат со дискриминација во општеството и не само во Македонија, насекаде во светот. Гости на Ордановски му се Зоран Димов од Меѓународната ромска унија, Асмет Елезовски, извршен директор на Националниот ромски конгрес, и Едис Хасан, дипломиран политиколог. Потоа следува централниот дневник, каде што ќе ве дружат Ордановски и Елена Джугуманова, а студиото се враќа некаде околу 21 часот со политичарот Павле Трајанов и со аналитичарот и председател на Цивил Џабир Дерала. Ордановски ќе разговара за оваа прва, која, како што знаеме, долга предизборна председателска кампања, и секако студиото ќе заврши некаде околу 22:30 минути со уште едно издание на вестите. Така е, Чаловски, тоа беше генералната најава што се ќе содржи ово Отворено студио 1, и стартуваме со оној извадок од гостувањето на министерот за здравство Венко Филипче во вчерашното издание на Централниот дневник. Темата она која што богами неколку месеци наназад е се уште во фокусот на јавноста, морбилите. Филипче вели дека се очекува во следниот период повторно да има нови случаи на морбили, но дека не треба да се стравува и дека ситуацијата ја држат под контрола здравствените власти. Од друга страна, се уште се актуелни оние отпори против вакцинација на децата во градинките. Најави меѓу другото министерот за здравство дека ќе се реновираат и многу болници ширум земјава. Па да слушнеме дел од неговото гостување во продолжение. За жал, сведоци сме дека не само кај нас, туку и многу други земји во светот, тие антивакцинални кампањи и тие таквите здруженија се многу активни и мора да кажем дека огромен дел од паниката во однос на вакцината, во однос на поврзаноста на вакцината со аутизмот се должи на таквите многу штетни кампањи. Ние сега се соочуваме со една ситуација во која што имаме епидемија од морбили, од болест која што може целосно да се заштитиме со вакцинација.
Дали е целиот медицински персонал вакциниран, бидејќи има и голем број заболени медицински лица морбили? Станува збор за за вакцина која што во редовниот календар за вакцинација. Од почеток на епидемија кај нас има околу 850 случаи, што 15 години. Добро е што има еден одличен тренд на вакцина, на вакцинирање на невакцинираните деца. Околу 2/3 од невакцинираните деца во Скопје веќе се вакцинирани. Тоа е еден од начините на кои што оваа епидемија за пократко време ќе заврши. За жал се уште има секојдневно овој нови случаи. Не очекуваме да значајно се намали бројот во следниот период. Така е се епидемиолошките проценки. Прогласена епидемија во сите градови во кои што има доволен број на случаи, тоа да се направи. Добро е што нема автохтони други епидемиолошки жаришта освен Скопје, а кои не биле во директен контакт со лицата кои што доаѓале од градот Скопје. Меѓутоа очекуваме одреден број на случаи, приближно иста динамика на приеми во инфективните одделенија, така како што беше досега и во следниот период од неколку недели. Ке потенцирам, вакцинирањето на невакцинираните лица е еден од најефикасните начини да оваа епидемија што побрзо заврши. Дали сметате со оглед да ќе преминам на мртвите од грип за оваа сезона, во Центарот за јавно здравје, односно во нивниот извештај се наведува дека има 28 мртви лица само за една сезона. Како да се справиме со грип, зашто грипот убива и односно одзема толку многу животи? Има две објаснувања. Прво да кажем дека вкупниот број на пријавени ново заболени од грип во текот на минатата недела е за дупло помал од предминатата, што значи веќе таа епидемија на грип завршува. Има вкупно 300 случаи помалку во однос на минатата година, а бројот на смртни случаи може да се должи на две работи. Прво, на тоа што очигледно дека станува збор за некоја мутирана форма на вирусот, која што впрочем се јави во другите земји во регионот и тие се соочуваат со огромен број, многу повеќе од кај нас смртни случаи, и тоа што анализата покажа дека и пријавувањето е подобро. Знаете, станува збор за смртни случаи кои што не се директно само на грип, туку кои што се поврзани со состојби кои што се во корелација со грипот. Значи на тие две работи сметам дека се должи тој зголем број на регистрирани смртни случаи. Колку се квалитетни лековите кои ги примаат македонските пациенти и дали сметате дека оној скандал кој изби со погрешните декларации на вакцините за морбили можеби придонесе да имаат родителите толку агресивен став во однос на невакцирањето? Знаете, тие агресивни ставови и антивакцинални кампањи се присутни повеќе години наназад и покрај таа грешка скандали не помагаат. Секако се сложува, меѓутоа таа грешка со декларациите на вакцините не го намали бројот на вакцинираните деца. Целиот овој период има задоволителна динамика на вакцинирање на невакцинираните деца. И ме прашавте претходно во однос на ставовите на Министерството за здравство, во однос на тоа кои деца ќе се примаат, односно нема да се примаат во училиште. Дозволете уште еднаш, иако во неколку пати тоа го потенциравме, дека нема да дозволиме прием на невакцинирани деца ниту во градинка, ниту во училиште. Имаме информации дека таа мерка изабрана релативно добро се спроведува на територијата на градот Скопје. Во следниот период ќе почнат контролите и во другите градови низ државата. Никој нема право да го загрозува ниту здравјето на децата, ниту пак да го загрозува јавното здравје со своите индивидуални ставови. Така да им порачувам на родителите дека нема да дозволиме никој да го загрози здравјето на децата кои што посебно од други причини, например различни болести, не може да се вакцинираат, а внимавајте, имавме такви смртни случаи. Така да и од следната година учебна нема да дозволиме упис на невакцинирани деца ниту училиште, ниту градинка. Се враќаме назад во живот студиото. Гостинка на Јадранка Костова во отвореното студио во петокот и беше председателката на Националниот комитет за имунизација доктор Александра Грозданова. Исто така разговара на ова актуелна тема поврзана со сипаниците, бидејќи во Скопје поминаат 3 месеци од прогласувањето на епидемија на мали сипаници, како и забраната за носење на деца во градинките. Меѓутоа, што оваа забрана
всушност донесе. Во меѓувреме родителите покрена и судска постапка, бидејќи сметаа дека на овој начин се дискриминирани. Во овој период има околу 835 случаи на мали сипаници, од кои 619 на територија на град Скопје, а има и во Куманово и во Струга. Како дополнение на изјавата на Венко Филипчево, продолжение ја слушаме Грозданова. Мислам дека последниве месец-два како да исчезна темата од јавноста, а епидемијата уште е на сила. Ево тек. Со се епидемијата е и мерката која разбранува дел од родителите, тоа е забраната во градинките да примаат невакцинирани деца. Но да почнеме со конкретни податоци. За овие 3 месеци, колкава е бројката или колку од денот на прогласување на епидемија до денеска е зголемен или намален бројот на заболените од морбили? Добро вечер, благодарам за поканата. Како што рековте во својство на председател на Комитетот за имунизација, еве да изнесеме и некакви податоци во однос на тековната епидемија со морбилите. Некаде кон крајот всушност на декември, почетокот на јануари се појавија првите случаи на епидемија, на мини епидемија во Радишани. Од тогаш до сега, јас денеска ги добив податоците од Институтот за јавно здравје. Во овој период се вкупно регистрирани 835 случаи на мали сипаници, од кои што 619 на територијата на град Скопје. Покрај прогласување на епидемија на ниво на град Скопје, се прогласи епидемија и во Куманово, и во Тетово, и во Струга, заради тоа што и таму бројките на заболени со морбили се релативно високи. Зошто расте толку бројот на заболени од мали сипаници? Дали само таа мерка е забрана на носење на децата во градинка невакцинирани? Дава ли воопшто таа мерка ефект? Дава. Што расте бројот на заболени? Расте бројот на заболени, меѓутоа ако ги видите возрастните групи, на почетокот најранливата група од 0 до 4 години беше онаа која што беше на удар и токму поради тоа беше воведена таа мерка, таа е стандардна епидемиолошка мерка која што сите здравствени институции и национални, интернационални професионални асоциации предвидуваат, а тоа е забрана на колективно престојување на деца до таа возраст, бидејќи тогаш се всушност најподлежни на трансмисија од морбилите од 0 до 4 години, а дополнително еден податок ни беше дека најголем број всушност од овие деца не беа вакцинирани. И тој тренд се движеше некаде до февруари, сега веќе се зголемува бројот на постарите, значи над 30%, еве колку што ги гледам бројките тука, 344 од овие пациенти се на возраст над 30 години, кои што се, ние тоа го велиме, со непознат вакцинален статус, односно... Што значи тоа непознат? Тоа значи дека немаат потврда дали биле вакцинирани, наједноставно кажано, немаат во нивните здравствени картони потврда, запис дека биле вакцинирани, ниту па знаат дали ја прилежала болеста како морбили. И па каде е пропуста тука во системот? Како може да не се знае? Така, па добро, тоа знаете како, затоа што вакцината за морбили во Република Македонија, оваа МРП вакцината, комбинираната е од рубеола и од паритит, е воведена од 82 година наваму, значи генерациите претходно не биле вакцинирани или биле вакцинирани само со единични дози од морбили. После тоа веќе ние имаме систематско вакцинирање и тие генерации се сите вакцинирани нормално оние кои што подлежале на вакцинација и кои што ја примиле вакцината. Проблемот всушност се јави со епидемијата затоа што ние веќе ги гледавме бројките со намален опфат на вакцинација, што значи дека ние веќе имавме последните 3 години тренд на одбивање конкретно на оваа вакцина. Да, меѓу другото, еден од гостите во саботниот централен дневник на 1 ТВ беше поранешниот началник на МВР Љубомир Ѓурчевски, секако и безбедносен експерт. Меѓу другото, се разговараше за поактуелните теми, напливот за мигранти, односно бегалци, предизвиците со кои што можеби ќе треба да се соочи земјава на тој план. Меѓу другото, се коментира и стратешките ситуации и случувања во
актуелни во регионот. Она што е главно е дека можеше да се заклучи од тврдењето на Ѓурчевски дека Македонија е на раскрсница конкретно помеѓу барањата на Ердоган и НАТО за ѓуленистите. Имено, нели, после обидот за пуч во Турција, Ердоган сега цврсто и со некој вид на антагонизам кон западните земји и кон НАТО го бара Ѓулен да се врати назад, односно да се испорача во Турција. Од друга страна, земјава нели е секако веќе на патот за членство во НАТО и некако целата таа фузија остава многу отворени прашања по кој пат би требало да се движиме. Но да слушнеме повеќе од гостувањето на Ѓурчевски. Мислам дека оваа состојба сега, погледнато онака на глобален политички план, она што се случуваат околу скупната безбедносна состојба во медитеранскиот дел и овие најави кои што веќе се во фаза на реализација, односно во Либија со либиската национална армија која што тежни да го освои главниот град Триполи, како и вчерашните размени на невкусни дипломатски говори помеѓу Соединетите Американски држави и Иран околу начинот на етикетирање на собствените, на легалните државни армии, мислам дека е една од безбедносните ситуации која што може да доведе до поголема безбедносна криза која што би се појавила повторно во медитеранскиот простор, вклучително нели и ова балканска рута која што одеше. Од она што јас сум го изанализирал во целиот овој период, гледајќи ги состојбите, значи на овој проблем, мигрантскиот проблем, јас гледам од неколку аспекти. Најпрво го гледам оние социјално-економски состојби во Средоземјето, односно Блискиот Исток, каде што не можеме да зборуваме за енормно сиромаштво. Значи, тамо имаме една демографска политика која што создават вишок на население, кое што вишок на население не може да биде проследено и прифатено од она економски и од она темпо на економски развој кој што го имаат тие држави тамо. Дали ова значи дека во овој бранд, во ова придвижување на мигрантите сега повеќе не се само сиријци, туку би можело да има и нов бран кој би дошол од Иран? Видете, не само од Иран. Значи, ние сега имаме перманентен прилив на мигранти, дали се тоа економски, дали тоа се политички мигранти, дали се тоа лица кои што бегаат од лошите безбедносни состојби, но исто така не можеме да ја исклучиме и Африка, дури и Централна Африка сега да е проблемот поголем, не е само онај дел на Северна Африка, Египет, Тунис, Алжир, Либија и така натака, него веќе сега ги имаме Нигерија, Нигер, Чад, веќе централните држави во Африка кои што исто така создаваат голем притисок со мигранти према Европа, имајќи ја во предвид и премногу либералната социјална политика према мигрантите, односно према лицата кои што побарале азил во Европската Унија, тоа е мотивирачки фактор за сите тие лица. Но при тоа, да не заборавиме, не само Иран, ние мора да имаме во предвид дека имаме едно жариште кое што ни тлеи помеѓу Индија и Пакистан, каде што станува збор за приближно огромно население, значи од 1.500.000 жители, кои што исто така може да предизвикаат дел на мигрантски бран кој што би се насочил преку Балканот кон Централна Европа. Така да мора сите држави да бидиме внимателни, да ја следиме состојбата од сите аспекти, за да можеме навремено да ги планираме безбедносните мерки кои што треба да ги превземеме. Каков е вашиот став за подготвеноста на македонските сили, бидејќи нашите власти велат дека се е под контрола и дека можат да се справат со било каква состојба, со оглед на фактот дека имаат и помош од Фронтекс и од останатите држави? Мислите дека може
можеме да се справиме со нов бегалски бран? Видете, според мене нема причини да не веруваме на официјалните изјави на нашите власти, на министерот за одбрана и министерот за внатрешни работи, кој што исто така, знаејќи ја онаа структура која што имаме во министерството и капацитетите во министерството за внатрешни работи, во министерството за одбрана, потпомогнати со Фронтексот, со европските сили, мислам дека имаме доволно капацитети, доволно знаење и снаги да се справиме со оваа појава. Како што Министерството за внатрешни работи барем во последниве 3-4 месеци имаше и добри реализации во делот на она што се викат криумчарење на мигранти. Она илегално, значи надвор од ова кое што го попречуваме, значи ни се одвиват и едни криминогени действија каде што со нели коруптивни елементи и така натака се обидуваат да транспортираат мали групи на мигранти по таа балканска рута. Ете, тоа беа разговорите кои што ги оделивме во овој прв блок од студиото. Секако сите разговори ги има на 1tv.mk или пак на YouTube каналот на 1tv. Овдека со Јана ќе се одјавиме, следуваат за неколку минути вестите со Александар Петрески. Се враќаме во 15:20 часот овде од студиото.